Добро вечер. 24 анализа, добре дојдовте. 24 декември 2013. Една година по црниот понеделник. Летаа пратеници и новинари. Ден кога се погреба демократијата и се спречи државен удар, барем според тврдењата на опозицијата и на власта. Една година потоа ништо не е и не може да биде исто. Јас сум Душица Мрдја, гостин вечерва во 24 анализа Илија Димовски, пратеник на ВМРО ДПМН, е член на извршниот комитет на Никола Груевски и директор на Центарот за комуникација на ВМРО ДПМН. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер. Господин Димовски, ги видовме снимките. Ова не може со ништо да се амортизира. Како спиете година дена по сето? Да, ги видовме снимките, но за жал ги пуштивте само снимките од опозиционите телефони. Мислам дека ќе беше многу пообјективно ако ги пуштевте снимките и во моментите кога на пратениците од ВМРО ДПМН не им беше дозволено да влезат на своите работни места кога беа напаѓани и физички и вербално. И врз основа на тие две слики веројатно ќе создадевме малку пообјективен впечаток. Ако требаше да се предизвика драматичен почеток на овој начин, да ворете почеток. Господине Димовски, снимките од сето тоа што се случуваше на 24 декември 2012 ќе ги видиме во текот на емисијата во различни делови. Ве прашувам повторно, ова не може да се амортизира. Мирно ли спиете една година по сето ова? Јас сум сигурен дека државата ги превзема сите неопходни мерки за да функционира системот. Ќе потсетам дека најавата за 24 декември долго време беше присутна во собраниските ходници, во собраниските сали. Предвидувањата одеа дека Република Македонија со таков буџет ќе банкротира, дека ќе нема пари за пензии, дека ќе нема пари за социјална помош, дека државата ќе биде најзадолжена во Европа, дека ќе крахира, ќе банкротира и така натаму и така натаму. Ништо од тие проценки и најави кои што ги имаше опозицијата и врз основа на кои што тие влечеа легитимитет дека имаат право да нападнат председател, дека имаат право да блокираат седница на работни тела, дека имаат право да блокираат седница на собранија, не се случи. Што значи дека Затоа што ги стигнавте за коса надвор, ги извадивте од сала, за тоа не се случи. Не, тие најавуваа дека ако го донесеме буџетот, дека тоа ќе се случи. Ние го донесовме буџетот и ништо од тоа не се случи. Напротив, во оваа година малку имаме тигнење на коса декор беше. Видете, сега прашањава не ви ги разбирам, се далеко од суштината на политичките процеси. Јас ви зборувам за легитимни политики. Тие тврдеа дека донесувањето на буџетот ќе предизвика економски крах на државата. Напротив, ние го донесовме буџетот и не се случи економски крах на државата. Напротив, Република Македонија во првите 3 квартали е една од трите најдобри држави по пораст на економијата. Знаеме дека состојбата не е розова, но најбрзо растеме. Сме една од државите која што најбрзо расте. Имаме пат на невработеност, имаме отварање на многу странски фабрики во Република Македонија, најава за почеток со работа на уште повеќе фабрики во Република Македонија, така да целиот легитимитет на кој што тие се повикуваат дека имаат право да нападнат председател на собрание, дека имаат право да оневозможат на собранието да носи одлуки што му е уставна надлежност, всушност после една година многу кристално можеме да видиме дека било во најмала рака кажано неточно, а да бидеме попрецизни би кажал и измислено.
Не ми одговорите на прашањето, значи немате кошмари од снимки. Јас ви одговорив на прашањето, не знам колку ме разбравте. Многу добро. Немате кошмари. Убаво спиете на вечер. Мислам дека личните чувства кон настаните, кои што секако не можат да бидат пријатни, заради тоа што и настаните беа непријатни, на крај на криштата се битни, но многу побитно е функционирањето на државата, побитно е дали економијата ќе се развива, дали ќе се исплатат пензиите, дали ќе се исплатат земјоделските субвенции, дали државата ќе оди напред или назад. Тоа е побитно. Личните емоции и чувства за тие настани сите имавме време да ги искажеме во минатата година. Јас мислам дека и токму во вашата телевизија првпат ги кажав моите видувања околу таа состојба и нималку немам намера да го намалувам таа емотивна нишка која што се уште провејува кај делот новинарите и кај делот пратениците, но би сакал да потенцирам дека доколку во било која држава во Европската унија се случеше напад врз председател на парламент, веројатно финалето ќе беше многу слично на тоа што го гледавме тука. Насилно отстранување на голем број опозицијски пратеници и новинари од Собраниската сала на 24 декември за време на донесувањето на буџетот за 2013 под контраверзни околности. Да. Ова е дел од Европскиот извештај за напредокот на Република Македонија. Тука нема емоции. Добро. Не ви го разбирам прашањето. Тоа е дел, тоа го видовме, го знаеме фактичка ситуација. За жал се случи тоа што се случи, за жал Република Македонија беше доведена во таква ситуација. На една страна да бира дали ова ќе што го гледаме или на друга страна да не се донесе буџетот, да не се исплатат обврските кои што ги имаме. Зашто мораше токму на 24 декември да се носи буџетот? Само да се доискажам. Значи, не, буџетот не мораше да се донесе на 24 декември, напротив, тоа беше прв ден предвиден за расправа во Собранието на Република Македонија од предвидените со деловник 5 дена. Доколку нормално течеше динамиката на расправа во Собранието, веројатно датум за изгласување на буџетот ќе беше 29 декември. Но опозицијата на 24 декември... Има време до 31 на полнот, се носеле така буџет. Така е. Зборам теоретски врз база на деловничките одредби. Зошто мораше до сето ова да дојде токму на 24 декември? Еве, ќе дозволете ми да ви одговорам на ова прашање. Значи, опозицијата одлучи како ќе настапува, одлучи да не дозволува на пратениците од власта да влезат во собрание, одлучи да ги искрши и да ги искине сите технички помагала кои што помагаат да се одржи седницата на собрание, одлучи да крши, одлучи да нападне председател на собрание, одлучи да го заземе председателското место на председателот на собрание и да се и финално одлучи да се обиде да го заземе насилно собранието на Република Македонија. Веројатно се тоа што го видовме е непријатно и сите тоа го констатиравме. Но сигурен сум дека ќе беше уште понепријатно ако сценариото на СДСМ во тој момент беше реализирано до крај. Тоа ќе значеше судир помеѓу две толпи народ, тоа ќе значеше судир кој што не се контролира. Тоа ќе значеше насилно заземање на собранието, тоа ќе значеше дека Република Македонија ќе нема донесено буџет, тоа значеше дека обврските кои што ги имавме кон странство ќе не можеа да се исплатат, тоа ќе значеше пензиите да не може да се исплатат. А вие го подмитнавте грбот да не може да се за доброто на државата. Да се доискажам. Го подмитнавте грбот за доброто на државата. Има време, ќе се доискажеме за се. Ќе не можеше да се исплатат пензии, социјални трансфери и така натака и државата ќе беше доведена во хаос. Од аспект на емоции, да, непријатно беше се тоа се гледа, но од аспект на сериозна одговорност према државата, јас сум сигурен дека беа повлечени најмалку штетните потези кои што во тој момент во таква наелектризирана состојба, во таква безумна опозиција можеа да бидат превземени. Сите жалиме за тоа што го видовме, но последна година можеме да кажеме дека Република Македонија нити се наоѓа во економска криза, нити запревме пензиите и субвенциите да ги добиваат граѓаните, нити па банкротиравме визави нашите обврски за исплата на кредити. Зошто отидовте на нош? Зошто на 24 јас ви потсетил, вие добро ги следите. Зашто полицијата изфрлаше пратеници од Собраниска сала? Вие добро ги следите работите во Собранието и веројатно подобро дури и од мнозинството од граѓани ќе се сетите дека апелите и повиците за надминување на оваа состојба од наша страна одеа во, дури би рекол, неразумни крајности. Вие знаете дека последниот обид да се надмина оваа ситуација беше во текот на самата ноќ председателот на собранието во едно свое интервју
практично издаде еден дел од тие тајни комуникации за да се надмине оваа ситуација. Последна работа која што председателот на собрание ја понуди до тогашниот генерален секретар на СДСМ беше пратениците од мнозинството да го прифатат тој еден амандман што го имаше СДСМ, само и само да не се доведе во оваа ситуација. Значи тоа им беше услов, ние им го прифативме, но од кога ние им го прифативме, они не го прифатија, така да биде. И вие рековте да се тепаме, да ги степаме и да си истираме понаш. Не знам зошто вакви забелешки давате, тоа е нели ваше лично право како ги гледате работите, јас можам да ги прифатам, но не можам да се согласам со вас. Значи ниту еден пратеник од ВМРО ДПМН во ниту една ситуација не постапи агресивно, иако тоа очигледно беше целта. Намерата на СДСМ беше да се предизвика конфликт помеѓу пратениците и да се предизвика хаос. Напротив, во неколку ситуации на самиот ден, но и денови претходно, кои што не знам дали ги заборавате, пратеници на СДСМ или на таа коалиција поголема, директно, физички и вербално напаѓаа своји колеги. Во нормални услови, кога некој би сакал да оди на нож, како што вие велите, веројатно најмалку за сите тие постапки во кои што имаше физички закани и физички контакт, ќе требаше да си се произнесе и некои други органи, заради тоа што не во собрание, каде и надвор да се случи таков физички конфликт или таков обид за физички конфликт помеѓу двајца граѓани, државата треба да реагира. Но како и да е, пак ќе повторам. Значајно е тоа што партиските интереси останаа во заден план и државата во текот на оваа тековна 2013 година економски функционираше сосема нормално, постигнувајќи солидни, односно добри резултати. Рековте дека ниеден пратеник од ВМРО ДПМН е буквално не мрдна. Да. Не чувствувате грижа на совест за тоа? Дека си седевте мирно дека ви стврлува колеги? Видете, таму секој носи одговорност за своите постапки. Ние испоред устав одлучуваме според личните убедувања. Јас не можам со сила на никого да му земам. Легитимна ли беше според вас акцијата на полицијата? Да се доискажам ако ми дозволите, први на ова прашање, па потоа и на следното ќе ви одговорам. Значи на никого не можам со сила нити да му земам нешто, а уште помалку можам да му дадам. Многу пати разговаравме, многу пати апелиравме дека тоа што го прават, а знаевме што прават. Всушност и јавноста отпосле и свати што било тоа сценарио, дека не води нигде и дека може да направи големи последици за Република Македонија. Дури и во нашите говори во текот на Комисијата за финансирање и буџет ги упатувавме јавно тие апели, како дополнително укажување на опозицијата да не се решава на такви чекори, иако знаевме што планираат. Тие одлучија да одат практично така како што одлучија. На крај на криштата би сакал да потенцирам, ако дозволите, ние само после 3 месеци од тие настани имавме легални и легитимни избори, локални, но избори на кои што се мереше всушност ставот на граѓаните по однос на тоа како ја гледаат целата таа состојба. Беше премногу свежо и на крај на криштата целата кампања беше проткаена со дебатата околу 24 декември. Граѓаните дадоа јасна оценка, резултатот беше 2:1 во број на гласови, а беше 58:4 во број на градоначалници. Од тој аспект Господин Димовски, тоа што граѓаните дадоа поддршка на вашите кандидати за градоначалници во општините во Македонија и за нивните проекти и програми, не значи дека ви одобруваат што се тепаа пратеници по собрание. Дали ќе се потсетите? Значи, тоа беа локални избори кои што кандидатите за градоначалници кажуваа што ќе направат со водовод, канализација, бетон плочки и така натаму. Но дозволете, веројатно ќе се потсетите дека целата кампања на СДСМ на тие локални избори апсолутно беше насочена кон настаните од 24 декември. Со оние приказки за отпор, за револуции, за востанија, за Бела Чао и така натаму. Доколку тие беа во право, само да се докажам, сега ве молам, ми поставувате прашања, ве молам да се докажам. Ако тие беа во право, заради нивната кампања и заради нивното зборување за недемократија, за не знам востанија, за револуции, за буни, за отпори, граѓаните ќе излезеа и ќе ги поддржеа. Доколку тие победеа на локалните избори, сосема различно ќе беше оценката што се случило или како се случило. Заради тоа што
Треба да разбереме една работа. Политичарите, па и новинарите, ако дозволите, даваат свое видување кон состојбите, како ги анализираат, какви впечатоци имаат, некогаш имаат доволно информации, некогаш немаат доволно информации. Но на крај, финалната одлука ја носат граѓаните. Нити политичарите може во име на граѓаните, нити новинарите во име на граѓаните. Тука мислам дека е. Тука се согласувам. Меѓутоа, вие мислите дека е логично тоа што го зборувате, логичен заклучок може да се извлече дека еве конкретно поддршката за градоначалникот од Велесот, каде што вие доаѓате. Добро. И за неговите проекти за неизнад затворениот пазар, реконструкцијата на училиштата, значи дека Велишани одобруваат акцијата на ВМРО ДПМН во собрание. Јас друго ви мислам на полицијата, извинете, на полицијата. Акција не беше на ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН беа неми наблюдувачи. Друго ви кажав. Кампањата на СДСМ вие коментирав, не кампањата на ВМРО ДПМН. Вие сте во право кога велите со што градоначалниците на ВМРО ДПМН настапуваа на избори. Но целата кампања на СДСМ беше базирана на нивната битка за слобода, како што ја нарекува. Локални избори. Ама сега дали е точно ова што го? Јас гласав за градоначалник на Кисела вода, која што ми ветуваше, не знам, реконструкција на патната инфраструктура. Еве, ајде збор по збор, дали е точно ова што го зборам? Дали нивните кандидати и нивната партија на изборите локални настапуваа само за тоа? Така? Така се решиле да се водат Ако беа во право и ако се толку фрапантни состојбите. Имавме локални избори. На граѓаните, верувајте ми, е битно дали улицата им е асфалтирана или не им е асфалтирана. На локални избори. Па зошто вечерва ги замараме за 24 декември? Нешто што на локалните избори им беше. Зошто да не збориме дали се отвараат фабрики или не се отвараат фабрики, дали економијата расте или не расте, дали се делат субвенции или не. Туку збориме за тоа дали на некого нешто му фалело 24 декември. Ако сакате да бидете практични, треба да бидете практични до крај. На 24 декември имаше класичен удар врз уставот. Обид за удар имаше од страна на опозицијата. И прекршен од страна на интервенцијата. Не е прекршен уставот, заради тоа што и според устав и според закон за собрание, кој што потенцираме донесен едногласно во собранието, председателот на собрание има право да овласти таква интервенција. Беше ли пучната седницата во моментот кога имаше исфрлање на пратеници? Формално правно дали беше пучната седницата? Јас малце подоцна влегов заради тоа што пола сат чекав на врата да се смилуваат неколку пратеници од СДСМ да ми дозволат да влезам, но како и да е, председателот на собрание има ингеренции да овозможи нормално работење на собранието. Да отстрани пратеник од седница во моментот кога е почната седницата. И тоа не се случува, и тоа не се случува. И тоа не се случува прв пат, повеќе пати се случувало во собранието на Република Македонија, дури и во периоди кога председатели на собрание биле сегашни опозициони пратеници или политичари. Така да мислам дека интензитетот е веројатно тоа што вас ви оставило такви траги, емотивни. Не мене, господин. И на сите нас, но мислам дека, односно сум сигурен дека интервенцијата и овластувањето од страна на председателот беше комплетно согласно со закон. Јас тоа ви го кажав исто во оваа телевизија. Формално правно не беше почната седницата. Председателот на собрание има право да отстрани пратеник од седница. Ако не може да почне седницата? Председателот Велјановски не беше во салата за да почне седницата. Па беше кога беше исфрлен од салата. Не беше исфрлен, господин. Буквално беше исфрлен. Беше изваден двајца пратеници да не. Ќе видиме сега таа снимка. Значи да не враќаме. Ќе видиме таа снимка. Исфрлени беа пратениците од опозиција. Трајко Велјановски беше со обезбедување изваден. Јас се уште мислам дека вие сте новинар, јас сум гостин и можам да одговарам на прашање. Ако ми дозволите. Значи председателот на собрание беше нападнат од двајца пратеници. Не би сакал сега да ги спомнувам имињата, вие ги памтите доволно добро, за да не враќаме стари спомени, но напад врз председател на собрание во секоја нормална држава е нешто што е недозволиво. Замислете председателот на Сенатот во Соединетите Американски држави, кој што по функција е втор човек во американската хиерархија, да биде нападнат додека председава со Сенатот. Што ќе се случи? Дали мислите дека таа демократија, америчката демократија, ќе дозволи напад врз председател на собрание? Имајте во предвид дека Република Македонија е парламентарна демократија. Одлуките се носат во парламентот. Знаете што значи да нема парламент? Знаете што значи да не може да носи парламентот одлуки? Тоа значи безредие, значи хаос и значи анархија.
Вие верувате дека На се една тоа ќе се страна. случеше? Да, верувам дека тоа беше сценарио да се случи. Многу верувам и знам дека ќе се случише, не само Од што каде верувам. знаете? Знам. Од каде? Знам ете низ со разговори со колегите во собрание. Кој од опозицијата? Да, од опозицијата. Опозицијата вас ви призна дека сакале да го суспендираат парламентот. Па сега. Ви призна. Па има неколку пратеници од опозицијата кои што Ова се сериозни обвинувања. Да, За вакви обвинувања се поднесува кривична одговорност. во ред. Вам што вие мислите дека се бореа за демократија и за слобода? Или се бореа за Зашто се бореа? да не крахира економијата? Зашто се бореа? Се бореа Република Македонија да не донесе буџет. Видете вака, јас да не го кажувам тоа. Имаше една пресконференција Тито Петковски пред 3 месеци, во која што јасно кажа што била целта. Да не се донесе буџетот, Македонија да не може да ги исплати стасаните обврски на почетокот на јануари и технички да банкротира. Тоа Тито Петковски го кажа и мислам дека е сосема доволно за да вашата желба за информации да биде задоволена. Што стоело за тоа? Вие сериозно мисле како пратеник на Значи, власта јас нема кој што да не во мислите. ситуацијава, нема што да Значи, мислам. 8 години, речи си 8 Лидер години на сте на политичка власт. партија, лидер на политичка Океј, партија, да го ставиме Тито кажа Петковски дека на имале намера да не донесат буџет, да не се исплатат обврските и Македонија технички да банкротира. Тој кажа, што мене ми испрашувате, кој ви признал, што ви признал, човекот изјава даде. И Дали сега мене ме прашувате, влада, како македонската, која што е речи си 8 години на власт, ја добива поддршката на граѓаните на речи си на сит од 2006 на на три сите изборни, парламентарни избори и неколку локални председателски. стабилна влада со стабилна коалиција, стабилна поддршка од граѓаните. ќе дозволеше и со такво сценарио на опозицијата да крахира државата, толку ни е слаба владата. Видете, значи сега за да збориме оваа тема треба да ги знаеме и ситуациите околу финансирањето на републиката. Оно времено финансирање кое што е возможно да се случи е во висина на средствата И не си има случајно во минатото, ако да, паметам да, добро. еве сега ќе дозволете ми пола минута, не повеќе. Значи времено финансирање е дозволено во висина на средствата кои што се користеле во текот на минатата година. За првиот квартал, првите 3 месеци. Ако државата потрошила 300 милиони, ќе може и оваа година потроши 300 милиони. Но разликата во што беше? Не сум сигурен, но мислам дали на 8, дали на 9 јануар во 2012, односно 2013 година, доспеваше голема транша од над 180 милиони долгови на некои претходни кредити зимани од претходни влади. Тоа значи дека во првите 3 месеци државата ќе требаше да исплати нешто што претходната година не го исплатила, зашто тогаш немало таква транша и практично ги потроши поголем дел од средствата кои што треба да ги користи за нормално функционирање, за парно во школите, за парно во болниците, за медицински помагала, за пензии, за автобуски превоз, за бесплатни учебници, за милион трошоци кои што ги има државата. Сега изборот или државата функционира нормално и да ги исплати тие работи, но да не ги исплати долговите и да биде доведена до технички банкрот, или да ги исплати долговите спрема странство кои што претходната година ги немала, ама да не исплати пензија, да не исплати субвенции, да не исплати социјална помош, да нема пари за грејење на школите, на болниците. Тоа е изборот. Тоа беше сценариото, тоа ви го призна и Тито Петковски. Што било понатака, може би во некоја прилика ќе имате можност него да го прашате. И токму за тоа да не се случи, мораше тепачка да имаме собрание на 24 декември. Тоа се дали имало тепачка или Околу немало нападот тепачка? на председателот на собрание, кој што неколку пати го потенциравте во вечерва, јас сакам тука да ги видам, да видиме дел од снимките. За тоа што се Веројатно случуваше на повторно од опозиционите телефони. за тоа што се случуваше на 24 декември, мислам дека овие снимки беа од вас делегирани по медиумите. Овие се официјални снимки. Кај вас? Господин Димовски, Да. ги видовме снимките. Двајца Тврдите дека пратеници, има- двајца пратеници има обид за напад, едниот не го покажа. Обид за напад. Имаше физички контакт. Што Зашто требаше? нема? Требаше заби да му искршат, ве молам какви се овие прашања. Зашто нема Председател на кривична, собрание? зашто нема кривична Тоа пријава не за знам. пратениците? Тоа не знам. Тоа не знам. Значи, Во нормална Трајко држава- Велјановски е втор човек според устав Да. во Република Тоа не знам да Македонија. одговорам. На крај на Зошто нема криштата- кривични На крај на пријави? криштата, тоа не можам да го одговорам, зашто не е во моја надлежност, веројатно треба до други органи да го поставите тоа прашање.
како теза има логика во што го велите, да не ме сватите погрешно, но имаше физички контакт од двајца пратеници. Ако вие мислите дека требаше забег да му бидат искршени на председателот за да интервенира не мислам дека требало да за внатрешни работи, тоа е ваша позиција. Јас мислам дека во нормална држава. Само ме интересира ако на вистина, кога има напад на втор човек устав, зошто немаме кривична прива, зошто не одговараат ете ги снимките? Јас пак ќе ви кажам, со тезата во вашето прашање се согласувам, но ќе мора одговор да побарате од надлежните органи, заради тоа што не може во било која држава, па и во Република Македонија, ако некој е пратеник, да може да прави што сака. Сега јас да станам, пратеник сум и вас да ви земам микрофон, да ве тегнам за рака и на крај да речем извинете, ова е демократија, слобода е, јас сум избраник на народот, за мене гласале не знам колку илјади луѓе во мојот град и ја имам право. Немаш право, имаш право да ги застапуваш, имаш право да дискутираш, имаш право да учествуваш во сите процеси предвидено со закон, со деловник сустав на Република Македонија. Немаш право ти да го спроведуваш уставот. Немаш право ти да го спроведуваш законот, заради тоа што нашата обврска како пратеници е да ги застапуваме пратениците, да дискутираме и да гласаме, да носиме одлуки во нивно име. Дали тие одлуки ни се допаѓаат или не ни се допаѓаат е второстепено прашање, заради тоа што, пак ќе кажам, граѓаните одлучуваат од која партија ќе има пратеници, а пратениците одлучуваат како ќе настапуваат, дали ќе гласаат за буџет, против буџет, дали ќе гласаат за овие закони или нема да гласаат за овие закони, тоа е нешто што очигледно некој треба допрва да го учи во Република Македонија. Вие бевте дел од ад комисијата. Да. Што го донесе извештајот за 24 декември. Зошто не го отворивте прашањето за кривична одговорност? Го отворивме. Зошто нема кривична одговорност? Заради тоа што СДСМ упорно инсистираше тоа да биде тргнато во насока да има компромиси, да има извештај. Ние отстапивме тоа барање, инаку има списи, има материјали практично малтене стенограмски се водеше записникот од страна на председателот на работното тело. Можете да видите дека од наша страна беше побарано таа комисија да повика надлежните институции да ги испитаат овие аспекти на кривична одговорност на поединци кои што предизвика инциденти. Правна држава сме. Зарем треба адхок комисија да ги повикува институциите? Сега е четврти пат да ви кажам дека се согласувам со вас. Дали новинарите подготвуваат државен удар? Не, тоа е чудно прашање. Зошто беа тогаш тие isfрлени од галеријата? Видете, прво, тоа го анализиравме длабоко на работната група, од сите возможни аспекти, заради тоа што едно од најинтензивните прашања во јавноста после настането 24 декември беше токму прашањето околу новинарите, галеријата и така натаму и така натаму. Она до што дојдовме како сознание, како работна група е дека станува збор за безбедносна одлука од аспект дека галеријата е составен дел на салата за седници на собрание и од аспект дека неколку пратеници на опозицијата неколку пати влегувале и излегувале и во тој простор. Од тој аспект тоа е формално правно постапено. Вие видовте дека и во извештајот нема посочување дека се прекршени закони во врска со таа постапка, непријатна постапка беше. Ние неколку пати изразивме жалење. Никој не одговараш? Постапка, видите сега, не знам ако мислите дека јас и вие можеме да го најдеме виновникот вечерова, ајде да пробаме да го најдеме за целата ситуација. Добро, некој издал наредба да се отстранат новинарите. Така е, имало безбедносна проценка дека така треба да се постапи. На крај на криштата. Кој е направил собраниското обезбедување? Спикерот Велјановски, кој? Министерот Ставровски во сала беше? Министерката за внатрешни? Она што ние го видовме како работна група, веројатно може да ја потврдат и колегите кои што беа во таа работна група од СДСМ, дека станува збор за професионално донесено безбедносна новинарите одлука. Сега не знам зашто користите вакви епитети, имам чувство малте некој да разговарам со колега од опозицијата. Веројатно така треба да биде, но немаше исфрлување на новинари. Имаме снимки каде што имаше председателот на ЗНМ буквално го влеча. Имаше, значи од 40 новинари кои што беа присутни во салата, имаше двајца во таква ситуација, од кои што едниот стана портпарол на Андреј Жирновски во општина. Председателот на ЗНМ е буквално влечен, активно. Јас не го негирам тоа, но вие комплетно ја кажувам сликата од 40 новинари.
Два случаи беа такви, од кои едниот беше председателот на ЗНМ, а другиот после тие настани стана портпарол на општина Центар, односно на Андреј Жирновски. Дали е тоа образложение насилно да биде исфрлен? Иако станал портпарол на Андреј Жирновски. Видете, ако јас сум присутен некаде и дојде полиција и ми рече, молам, тргнете се, без разлика дали јас или со кола или било како, дали е тоа спортски надпревар, дали тоа, дури и во собранието и за претениците има ред каде се движат, каде не се движат, кои простори и така натаму. Ако дојде полиција, ја нити на крај памет не ми доаѓа да влегувам во конфликт со полиција, искрено. И верувам дека така размислуваат 99% од граѓаните на Република Македонија. Закон и ред полиција. И па тие имаат надлежност да воведат ред. Зошто другите 38 новинари не го направија истото што овие двајца го направиле? Зошто другите се тргна? Колку време сте пратени? Не сакам да го намалам значењето, да не ме разберете погрешно. Далеку од тоа, не мил настан беше, но пак ќе кажам, штом дошла полиција и ве упатила, треба да се постапи. Дали правилно одлучила полицијата или не, е објективно прашање кое што треба релевантно да се наблюдува, анализира и така натаму. Но во моментот конфликт со полиција е, како да кажам, малте несватливо, неразбирливо. Господина Димовски, според устав, седница на собрание се затвора за јавност со двотретинско гласање. Да. Тоа сме го дебатирале многу пати. Без причина не можат собранијски, мислам, јас сум... Не, ама знаете што значи колку време затворена сте пратени? седница? Немало затворена седница, јас од кога сум пратени. 7 години. Собранијски известувачи, акредитирани собранијски известувачи не биле никогаш исфрлени од собранијска галерија. Да, во 95% од седниците немало таму собранијски известувачи. Празна е галеријата. Во 95% од ситуации. Тоа е процент. Заради тоа што, добро, легитимно, никој никому, ама се јас зборим објективно, така? И вие сте долго време таму и јас сум долго време таму. Новинарите кога доаѓаат во собрание, во таа галерија седат 5 минути, или 10, или 15, или 2 сати по нивна проценка. Другиот дел од времето се во прес-центарот, или се на директни средби во клубот на пратеници или во канцеларија кај одреден пратеник, разговор, брифинг, легитимно, така? И кога нема новинари во таа галерија, значи дека седницата е затворена? Не. Пристапот до информациите го има директен пренос, има пренос на интернет, ги има материјалите, има прес-центар каде што има повеќе монитори, кај што може да се користи сето тоа, така да присуството во моментот во сала на новинари, да или не ја нарушува јавноста на седницата. Она вие за што зборувате, за затворена седница и затворена седница од аспект на комплетно неизлегување на информации надвор од собранието. Тогаш се гласа со двотретинско мнозинство, се исклучува преносот, излегуваат сите службеници кои што не се пратеници, освен минимум кој што е потребен за да функционира салата, и тогаш се дискутира веројатно за... Исфрлени ли беа новинарите за да не бидат сведоци на исфрлањето на пратениците? Не можам да ви дадам одговор на тоа прашање. Има политичка теза во тоа прашање, која што опозицијата ја тераше долго време. Јас ви кажав она до што ние дојдовме како информација во работната група. Благородна Дулич во едно интервју по настаните на 24 декември рече дека можело да падне камера од галеријата и затоа новинарите биле опасност. Видете, секој од нас помалку интензивно или повеќе интензивно ги преживеа тие настани, токму во духот на она што и на почетокот на емисијата вие го прашувавте. И јас заради тоа можам да ги разберам сите осцилации во тоа како луѓето ги исперцепирале состојбите, без разлика дали се пратеници од опозицијата или пратеници од власта. Очигледно беше дека некој стои за тоа сценарио и очигледно дека мнозинството од пратениците, дури и од СДСМ, не беа свесни во каков текст се влезени, во какво сценарио се влезени и каква улога играат во целата ситуација. И од тука беа повеќе тие емотивни реакции, коментари, анализи на состојбата. За мене е битно тоа што државата успеа да помине низ една таква политичка криза, која што се закануваше и од политичка да стане и економска криза, и не дозволи, кога зборам како државата, мислам на институциите на државата, не дозволи да биде од политички причини вовлечена. Јас ќе ве потсетам на конгресот на СДСМ, кога Црвенковски во својот говор призна дека станувало збор за прецизно одбрана тема, прецизно одбран термин
во кој што треба да создаде конфликт со власта, буквален конфликт, за да се надева дека може да победи на изборите. Вие мислите дека го спречивте конфликтот со сето тоа што се случуваше? Да. Со насилното исфрлање на претеници. Па замислете што ќе се случеше ако тој 24 декември не завршеа конфликтите. Замислете ако останеше и 25. Не. Замислете. Ама вие ме прашавте, замислете, јас ви одговорам, се дозволете. Не прашав, замислете. Зошто не направи полиција кордон во сала? Имаше кордон. Во сала кордон. Помеѓу кого и кого? Зошто мораше да се сврлаат претеници? Ама помеѓу кого и кого? Помеѓу претениците што си седеа на место и оние што го искршија цело собрание. Зошто мене кордон да ми стави полиција, кога јас си седев на место и чекав да започне седница? И предходно пола саат не ми беше дозволувано. Зошто ме рамните мене со некој кој што ги кинел каблите, кршел чаши, седел на маса, не на стол. Зошто ме рамните? Меѓу кого? Немаше конфликт помеѓу мене и било кој пратеник од СДС. Немаше конфликт помеѓу Дулиќ и било кој пратеник на СДС на самата седница. Ние седевме на своите места, чекавме да започне седницата. Нема потреба од кордон. Имаше пратеници што беа дојдени тука за да исполнат својата со устав дадена надлежност, а тоа е да носат одлуки. Имаше пратеници кои што беа дојдени со намера да оневозможат собранието да носи одлуки. Ако собранието не носи одлуки, тоа значи дека нема собрание. А во парламентарна демократија, ако нема собрание, немате систем. Колку и ова да ви изгледа премногу остро или прецизно, тоа е така. Господин Димовски, ние сме сведоци дека не така удамна во минатото имаше и други претеници што се обидуваа да не возможат да почне седница. Се тропаше на танџериња, имаше транспаренти, се вадеше картичка од председателот на собрание. Така е. Покојниот председател Лјупчо Јордановски со слушалки на уво водеше седница дека имаше Тетовски универзитет. Дека имаше тропање на танџериња. Но видете, имате легитимен начин за покажување на револт. Тогаш легитимно беше. Сега, дозволете ми. Дозволете ми. Значи имате легитимен начин на изразување на несогласност на малцинството спрема мнозинството. И тоа се случува и сега, нели, метли се мафтаа во собрание, не знам, 10 пара мајци се сменија, де бели, де жолти, де црни, де теге, де пораки, вакви, такви. И сега го има. И никој не прави проблем од тоа. Тоа е легитимно. Дали ќе носат бели мајци или жолти мајци, ќе си одлучат пратениците кои што се решили. Но, напад врз председател, кршење на опрема, оневозможување на други пратеници да влезат во сала, за вземање на председателското столче и председателската маса, односно председателскиот пулт, кинење на деловники на устав, кршење на компјутери, никогаш до сега не се случило во Република Македонија и дај Боже никогаш да не се повтори. Господин Димовски, во моментот кога беа сврлени пратениците од опозицијата, одстранети, пратениците од опозицијата од собраниската сала, седницата не беше почната. Председателот Велјановски не беше во салата. Видовме од снимките дека обезбедувањето го извади. Ама што значи тоа? Значи он бил, па не бил. Пратениците на опозицијата беа наредени пред говорницата. Добро. И влегува обезбедување и ги отстранува. Извинете сега, дали не сте видели убаво снимките или намерно ми правите тактика со прашањата? Имаше неколку пратеници кои на неформално почната седница, извинете. Не, да се докажа. Имаше неколку пратеници кои што си седеа кој на столчето, кој на масата на председателот. Пак не сакам да споменувам имиња заради тоа што не е целта на емисијата сега да повторуваме такви работи. Но беше завземан пултот на председателот, еден пратеник седеше на неговото столче, една пратеничка седеше на неговата маса. Беше завземан пултот на секретарот на собрание, беше завземан пултот на техниката и на оние возрастните господи стенографките. Беше заземена говорницата, беше искината целата опрема, беа искршени компјутерите, дел од нив беа полеани и со вода. Беше комплетно невозможено собранието да работи. Зошто сите? И беше практично класичен обид за завземање на собрание. Зошто сите пратеници беа отстранети, а не само тие што правеа неред? Имаше пратеници што се сидеа во своите столчини и беа сврлени. Извинете, сега ми поставувате прашања. Значи, тој еден политичар, најмалку пратеник, може да ви даде одговор на тоа прашање. Значи, станува збор за
професионална проценка на надлежни луѓе кои што не се политичари, кои што веројатно работат, имаат стаж во Министерството за внатрешни работи, како што јас и вие имаме. Одобрувате ако некој седи мирно на своето место да биде отстранет? Јас, видете, ама не е прашање дали политичар одобрува или не одобрува. Еве ве прашувам, како е вашиот впечаток? Прашање на проценка која што веројатно е носеле луѓе кои што имаат стаж во полиција колку јас и вие што имаме години. Не е моја работа нити да одобрувам, нити да не одобрувам. Не е моја работа на крај на криштата нити да знам. Ако имало овластување подпишано од страна на вториот човек на државата, според уставот, да овозможат работа на парламентот, веројатно се направени сите проценки како, зошто и на кој начин треба да се овозможи највисокиот орган во државата да функционира. Вие да влезете во катастар, во Велес или во Штип и да оневозможите да работат службениците во катастар, полицијата ќе отстрани. А камоли во собрание? Зошто Трајко Како е тоа Велјановски? поедноставување? Зошто Трајко Велјановски не си поднесе оставка? Не знам зашто го поставувате прашањето. Јас не ни гледам причина зашто требало да си поднесе оставка. Тој постапи според закон и според устав. Дали тоа било добро да се гледа или не било добро да се гледа, прашање на наше емотивно доживување или преживување на работите. И најчесто е доживување или преживување на тоа кај припаѓаме политички или идеолошки. Но на прашањето дали е прекршен уставот, не е прекршен. Дали е прекршен законот за собрание, не е прекршен. Тоа на крај на криштата, вие знаете на оние заклучоците кои што јас и господјата Дулич не ги подпишавме, а ги подпиша... Кога подпишавте извештајот се оградивте од заклучоците. Да. Дури и во тие заклучоци... Не се подпишува пуставно дело. Дури и во тие заклучоци кои што ние не сме ги подпишале, никаде... Токму тоа се сакам да ве прашам. Никаде не стои дека е прекршен уставот или законот или деловникот. Значи тие заклучоци малта не беа како на... Како ви кажам? Ајде, чим сте запнали, еве ви ги, ајде, кажете ви, битно е Македонија да има извештај од таа работна група за да има позитивна препорака од страна на Европската комисија. И во сајтот ние понудивме неколку опции, се сеќавате, тогаш имаше понуда и за предвремени избори, имаше и други алтернативи кои што беа нудени во период од 3-4 дена. На крај беше сакате заклучоци, еве ви заклучоци. Вакви заклучоци да ви бидат, еве ви ги вакви заклучоци да ви бидат. Ние нема да ги подпишеме. Колегите од СДСМ кога подпишувавме, знае дека нема да ги подпише. Значи, тие СДСМ се обиде да се изведе од ситуацијата, но еве, не прв пат, но втор пат го кажувам, еднаш во собрание го кажав. Колегите од СДСМ во работната група знае дека ние сме дистанцирани од тие заклучоци и дека ќе се оградиме. Така да тоа не беше никаква новост. Веројатно тие се надеваа дека тоа нема да се дознае. Но и во такви заклучоци кои што се подпишани само од нив, не стои дека е прекршен устав, не стои одговорност за Велјановски, не стои дека е прекршен закон за собрание. Заради тоа што ако стоеше тоа, некој ќе требаше да си ја заложи својот кредибилитет, својот авторитет или својот професорски стаж. Како правник. Да. Тврдите дека уставот не е прекршен? Да. И законот за собрание. Отсуството од соодветни насоки за справување со ваков тип на ситуации, вклучително и отсуството на стратегија за справување со медиумите во кризни ситуации, резултираше со отстранувањето на новинарите од Собраниската галерија, што ги прекрши за гарантираните права за слобода на јавно информирање и јавност на работата на Собранието на Република Македонија. Собранието со посебно внимание и отвореност треба да се однесува кон слободата за известување на медиумите, да ги приминува принципите од најдобрата европска практика во овој сегмент. Не гледате во овој заклучок уставно прекршување? Прво, јас не сум го подпишал тој заклучок. Второ, не гледам прекршување. Таму многу е јасно кажано дека отсуствуваат и документи и пракса во македонскиот парламент. Впрочем, ние сме и нова демократија која што прв пат се соочува со ваков елементи. Не сме единствена демократија каде што имало вакви моменти. Реченицата почнува дека отсуствува, како беше, отсуство на пракса и отсуство на документи, така? Со кои што не се регулира. Етички кодекс собранието нема, нити за вработените, нити за пратениците, нити за сите други кои што присуствуваат или учествуваат во работата на собрание. Нема правилник за ред во собранието. Тие се работи кои што ние ги констатиравме, кои што ги кажавме дека ако ги имало, ќе се знаело како треба да се постапува.
ги немало и не се знаело како треба да се постапувало така како што се мислело дека е најдобро да се постапува во моментот. Затоа иницијативата на таа адхок комисија од летото беше дека треба да се донесе етички кодекс, дека треба да се редефинира деловникот за собрание, дека треба да се издвои системот на собраниско обезбедување, дека треба да се воведе нови одредби во кривичниот законник за дополнителна одговорност и така натака и така натака. Значи, практично, ако можам во една реченица да го... Тоа е многу малку време, сакам да привршуваме. Повлечам заклучокот од она адхок група од летото, е дека Македонија досега немала регулатива и немала пракса за справување со вакви кризни ситуации. Затоа се е дозволено? Се е дозволено, не е све дозволено, но треба да е во согласно со закон и во согласно со устав. Според вас така беше? Во согласно со закон и во согласно со устав. Работната група многу накратко. Работната група не утврди дека е прекршен законот. Накратко, работната група председателства што треба да ги спроведе препораките, многу накратко, ние содржински сме блиску до решение. Опозицијата не вели така. Добро, окей. Јас ги разбирам зашто сега го вела тоа, но содржински сме блиску до решение околу сите проблематични прашања, со тоа што би сакал да потенцирам дека го имаме дефинирано како треба да изгледа постапката за носење на буџет, ги имаме дефинирано одредбите од деловникот кои што треба да се повикуваат на етичкиот кодекс и имаме усогласено принципиални ставови околу етичкиот кодекс и околу други прашања, околу обезбедувањето и така натака и така натака. Јас верувам дека во моментот кога опозицијата ќе се одлучи да се врати во работната група, дека на работната група нема да ја требаат повеќе од 20 на дена да ја финализира својата работа. Денеска во обраќање пред собранието лидерот на СДСМ Заев рече дека на 24 декември се случил политички геноцид. Нарачател бил Никола Груевски, извршител Трајко Велјановски, спроведуваче Гордана Јанкуловска и мотиватор Зоран Ставровски. Мене поинтересна ми беше она изјава во која што каже дека со 5-6 милиони евра тој влегува во средната класа. Мафтањето на раката во сред криза на 24 декември на Зоран Ставровски случајно беше? Зоран Ставровски е најдобриот министер за финансии што може во Тоа не е одговор на моето прашање. Што може во овој момент да го има Република Македонија. Човек заради кој што во периоди во кои во другите околни држави се големуваат даноците, се намалуваат платите, се бркаат работа луѓе, државите влегуваа во рецесија, се кратеа правата на трудниците, се кратеа правата на пензионерите. Во Република Македонија ништо од тоа не се случи, напротив, во континуитет се зголемуваат пензиите, субвенциите, социјалната помош. Така да дали тоа му дава право да диригира со напад врз опозицијски противници? Не, драматизирано е прашањето, напротив. Мислам дека станува збор за еден од посериозните политичари на нашата политичка сцена и јас го почитувам сето она што тој го прави во насока на подобрување на економската состојба во нашата држава. Не ми одговоривте на прашањето, но добро завршуваме. Одговорив на прашањето, но очигледно имаме различни ставови. Не, јас само ве прашувам дали вие видовте дека Зоран Ставровски диригира во моментот на исфрлање на претениците од опозицијата, како што обвинува опозицијата? На крај како што обвинува опозицијата. Добро, јас не гледам на тоа така. Господин Димовски, мора да се одјавуваме на поштивно прашање за крај, исто како на почетокот. Дали мирно спиете по настаните од 24 декември? Филозофско прашање. Јас пак ќе ви го... Дали имате грижа на совест за сето тоа? Немам грижа на совест, зашто да имам грижа на совест? Мирно спиете, значи? Да, мирно спијам заради тоа што сум убеден дека Република Македонија, интересот на Република Македонија и на граѓаните е побитен од тоа дали Илија Димовски или Игор Ивановски или Радмила Шекеринска или Силвана Бонева мирно или со интервенцијата на 24 според вас беше заштитен интересот на граѓаните? Да, апсолутно. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, вам за вниманието, останете со 24 вести. Пријатно.